Во меѓувреме пристигна веќе мојата прва денешна гостинка, веќе ви ја најавив утринава, Искра Бекрик, доктор по ветеринарна медицина. Искра, добро утро. Добро утро. Наводно убава тема, дојде пролета пред време, така, но пролета не носи само убави работи, туку и, да не кажем опасности, но предизвици во секој случај. Ајде да почнеме од таму какво доба е пролета за домашните миленици. Добро утро до тебе, до сите гледачи. Пролета е убава за сите нас и за милениците, затоа што повеќе се шетаат во природа, излегуваат на свеж воздух, се стоплува. Меѓутоа, убаво се изрази опасности, јас би рекла и би го потврдила дека носи своји опасности, сепак носи своји опасности. И убаво е да се собствениците постојано во тек со тоа. Убаво, мислам, би спомнала дека порано велевме започнува сезоната на паразитите кај милениците. Морам да потенцирам дека таа сезона веќе ја нема како сезона, туку е 12 месеци. 11 до 12 месеци апсолутно можеби во најзимските месеци да немаме толку инвазија, меѓутоа со промената на климата дефинитивно имаме се повеќе проблем со паразитиве. Широк поим се домашни миленичиња, но и да речеме од тие што се присутни кај нас, пролета и воопшто ваквата промена, сепак најмногу чувствуваат кучињата, претпоставувам, така? Па и кучињата, и мачињата, и зајчињата, сите се изложени на истата опасност кога зборуваме за надворешните паразити. На внатрешните се изложени постојано и тоа е убаво да се напомене дека да, пролета повеќе ја поистоветуваме со тие надворешните паразити, меѓутоа и внатрешните се оние на кои што мора постојано да се внимава. Исто така пролета е една промена, сезонска промена која што и кај луѓето и кај животните го слабнува имунитетот во принцип, нели, особено кога има какви нагли промени, температурни разлики, како што ни влијае на нас, така им влијае и на нив. И буквално се јавуваат многу слични проблеми како кај нас. И она пролетна депресија што постои. Па може би не така изразена, ама се повесели. Мислам, еве веќе во парковите се расшетаа, луѓето си ги носат миленичињата со нив, кучињата, мачињата излегуваат на терасите, нели заградено каде што или во двор, доколку се чуваат и во двор. Повесели се дефинитивно, меѓутоа изложени на овие опасности за кои што ќе дискутираме денес. Во превод опасностите се паразитите, така? Па сезонски, нели пак потенцирам веќе не се сезонски, меѓутоа да. Најголема опасност за овој период им се дефинитивно надворешните паразити. Ајде да им дадеме име и презиме, кои се тие? Или само име, добро? Да, тие се стандардните, значи крлежите, болвите, комарците, песочни мушички имаме веќе неколку долги години наназад. Значи полека се појавуваат кај нас и паразити кои што не биле застапени, или бубачки, или летенчки инсекти, со тоа како што се стоплува, така се појавуваат и нови. Дури имаме и некои болести за кои што јас кога студирав, тоа не беше толку одамна, не беше ни многу скоро, меѓутоа ги спомнувавме, ги немавме, сега веќе ги има и кај нас. А тоа се, ајде да почнеме од непознатото. Па, јас мислев стандард од крлежите, меѓутоа сега ме заинтересира. Па, за крлежите и болвите повеќето собственици на миленици знаат дека ги има, дека треба да ги заштитат. Нови собственици на миленици, така што ги апсолутно запознаеме, но и ајде да речеме прво со овие што ми ги спомена. Па јас би почнала песочни мушички, така, меѓутоа. Тоа кога од Сахара, кога ни доаѓа песочен бран, тие се јавуваат во потопла клима, дефинитивно кога е стоплено и да, песочни мушички значи дека се присутни во попустинските предели, меѓутоа со промената на климата кај нас се појавија и кај нас. Одамна ги има, меѓутоа сега многу почесто можеби луѓето би ги препознале по терминот лешманија. Се повеќе слушаме за таа болест кај нас и се повеќе за жал кучињата се заразуваат со истата. И па таа болест ја пренесуваат до кучињата женските песочни мушички, кои што во себе го носат овој паразит, односно бактерија, која што ја пренесуваат на кучињата и која што е многу важно да се напомене дека е зооноза. Тоа значи дека индиректно може да се заразат и луѓето, значи не при контакт со кучето, меѓутоа доколку таа песочна мушичка го касне заразеното куче, го приме паразитот во себе, не касне нас, може да ни го пренесе. И би потенцирала дека се работи за заболување кое што не може да се излечи, може да се контролира, меѓутоа останува присутен паразитот во организмот до крајот на животот. Така да е доста сериозно заболување и представува опасност за јавното здравје, би кажала.
Има многу различни теории, некои велат дека заболените животни треба да се успијат за да не предизвикуваат закана за околината, некои велат дека со правилна контрола на истото, со соодветна терапија и физички бариери и надворешна заштита од паразити може да се контролира. Меѓутоа би кажала дека сите оние сопственици кои што ќе се решат да чуваат ваков миленик мора да се свесни за одговорноста кон јавното здравје кое што имаат, односно да направат се што можат нивниот миленик да не представува извор на зараза за сите останати кучиња и за луѓето. Која е заштитата од овие песочни мушички? Заштитата е со препарати против паразити, ги нарекуваме ние, против надворешни паразити, познати Истите се... кои што се за останатите? Па да, со Има тоа нешто што поспецифично, повеќето препарати дефинитивно делуваат за крлежи и за болви. Меѓутоа има и препарати за кои што се дополнително обогатени, да кажам, со активни хемиски материи, кои што помагаат да се заштитат милениците и од комарците и од песочните мушички, така да кога веќе толку ни се појави оваа болест, ја има кај нас дефинитивно, би препорачала до сите сопственици да бираат препарати кои што заштитуваат од сите надворешни паразити, да не бидат само болвите и крлежите, бидејќи да, тие носат многу заболувања, кои што се исто така сериозни и можат да доведат и до смрт. Меѓутоа, ова е пак едно заболување кое што е, како што кажав, проблем за јавното здравје, значи се работи за зоонотично заболување. Така да убаво би било сите да внимаваат, значи имаме препарати од најразличен тип, и ампули, и карамели, народски познато, и апчиња, и околовратници. Сега во светот се развиваат и инјекциони, значи препарати кои што се користат еднаш годишно, нормално под надзор на ветеринар. Секако, Да, и пак ќе кажам, значи, колку е поголема заштитата, толку подобро за миленикот. И најубаво е да се бираат средства кои што се репеленти. Репелент најчесто им објаснуваме на собствениците, аутанот го споредуваме, значи нешто што ги одбива сите паразити, воопшто да не стигнат до миленикот, прави како една бариера околу него. Да, како што се купуваме за нас, така да се го Така. заштитиме и нашето милениче. Со што друго ќе не изненадиш, Искра? Ева да речеме што друго имаме ново од Па паразити? мене ме изненади викендов тоа што не спиев заради комарци на почеток на март. Според мене е многу рано за нашиве краишта, негде веќе касна пролет, да. И ние најдовме во предсоби еден, да? Да, мене искрено баш ме изненади годинава тоа. Комарците, во однос на милениците, пренесуваат едно друго заболување пак, тоест две. Паразитот се вика дирофиларија, тоа е помалку важно, познато како срцев црв. Верувам дека повеќето сопственици чули, оние кои што ги сакаат милениците. Сега и тоа е зоонотично заболување, кај луѓето исто така се пренесува дирофилариозата, со тоа што можат да се јават тие паразити, долги се како црви, тоа се црви всушност, може да се појават во белите дрови, меѓутоа многу почесто се јават под кожата и во очите, за жал. Така да и тоа е сериозно заболување, нели ние сме тука да збориме за милениците, но мора и јавното здравје да го поддржиме, бидејќи се работи за болести кои што Паразитите ги напаѓаат нив, да, а преку индиректно нив, се заразуваме и ние. Да. И сега многу значајно е да се каже за ова заболување дека постојат исто така препарати, Добро. репеленти против овие комарците, исто како аутанот, кои што ќе ги одбијат. Најлесната помош за милениците е превенцијата. Значи третирањето постои во овој случај и може да заврши, значи целосно се исчисти организмот од овој паразит, меѓутоа е многу важно во која фаза од заболувањето ќе се открие. За жал често се открива многу доцна, кога веќе целото срце, тоа се одвратни слики да се гледа, значи полно со црви. Буквално срцето не може да работи, срцето на милениците, на кучињата не може повеќе да работи. Колку често ова иска? Па со тоа што се повеќе имаме комарци, се почесто е. Значи, мислам дека нели ние се уште го користиме оној стандарден третман на комарците, прскаме од небо. Според мене треба да се размислува. Година беше доста неуспешно тоа, така? Па повеќето години е за жал неуспешно, можеби се користи некој препарат на кој што веќе стануваат отпорни комарците. Да, имаше теорија дека имуни се веќе на него. Што сакаш да кажеш твој предлог? Па не е тоа не е тоа лично мој предлог, меѓутоа се пристапува и кон прскање од земја, значи на грмушести растенија, на сите оние дрва каде што комарците се множат, се котат, на тој начин
начин да се делува и да се истреба, да не биде само прскање од небо. И докаде што се најблиску нашите миленичиња, апсолутно, да. И сега за болвите и крлежите, нели стандарден муабет што се вели, тука се присутни се повеќе и тие, се порано и тие. Препорака до сите оние кои што веќе се раздвижуваат паркови шуми, обавезно, значи да ги заштитат милениците и по прошетката да ги проверат детално. И не само милениците, да се проверат и себе си, затоа што се закачуваат и на нас. Тие пак крлежите конкретно предизвикуваат една болест, позната како лајмска болест за луѓето, која што предизвикува може да им предизвика сериозни компликации. За милениците постојат неколку болести, само ќе ги набројам. Ерлихиоза, анаплазмоза, бабезиоза. Дел од нив имаат многу слични симптоми. Затоа е многу важно при појавата на било каков симптом да се посети ветеринар, кој што точно со одредени тестови ќе испита за што се работи и ќе го даде соодветниот третман. За некој од овие заболувања третманот е ист, меѓутоа мора да се знае точно што се случило. Искрено, иако сме зборувале многу за крлежите, да ги проверуваме. Но повторно правиме грешки, ги провериме. Ако го детектираме, да речеме, некаде крлежот, што понатаму? Прво, колку што разбрав, не секој каснување било опасно, односно имало две врсти на крлежи, меки и тврди, така? Да, имат тврдите се опасните. Точно. Како да знаеме како да постапиме? Дали веднаш да трчаме на ветеринар? Дали да се обидеме сами да го извадиме? Дали да не чепкаме? Оние кои што можат, не се гадливи и знаат како, препорачувам веднаш да го извадат. Што побрзо вадење на крлежот од организмот. Да не се чека. Да не се чека, апсолутно. Значи, крлежот е многу тешко да се процени, или некој кој што не ги студира да знае каков тип на крлеж е, така да чим се забележи, веднаш треба да се отстрани. Порано имаше нели оние техники, вртење на крлежот, пазети на алкохол, не знам. Моја препорака е да се извади што е можно побрзо и само да се извлече, бидејќи со тоа вртење на крлежот или опијанување на крлежот, тој повраќа и целата материја која што има во себе, во својот желудник, да кажеме, ја пренесува тогаш во крвтокот на животното, што значи ако содржи во себе некаков патоген или паразит, ќе го пренесе уште побрзо до... Ќе му помогнеме во тоа. Да, ќе му помогнеме, така да со пинцета, најблиску до кожата, да се извлече. За оние кои што не се спремни, сметаат дека не можат тоа да го направат, секогаш е логично да побараат ветеринарна помош, што е можно побрзо да се отстрани тој крлеж. Би сакала уште запрашам во однос на болвите. Постои ли кај болвите некој период од годината кога се поактивни или тоа важи постојано? Според мене веќе не постои. Поактивни се сега, апсолутно, повеќе им одговара кога е потопло. Меѓутоа ги има најмногу? Најмногу ги има, значи нив ги има секаде. Тие се едни од најдобрите скокачи меѓу инсективе, значи можат да рипнат па некаде, има различни податоци до 3 метри до 6 метри. Конкретно во урбаниве средини најмногу ги има, за жал таму каде што има и најмногу мачиња. Јас морам да го признам, таа сум мачкарка. Меѓутоа во подрумите на зградите, доколку не се изврши дезинсекција, дератизација или стандард, меѓутоа тоа не е сега темата. Дезинсекција доколку не се врши, доколку не се добро затворени просториите, обавезно има болви, а инаку ги има насекаде околу нас, буквално насекаде. Каде што има повеќе незаштитени миленичиња, дали се тоа улични мачиња или кучиња, ако се работи за голема нивна популација, тука дефинитивно има и повеќе болви. Меѓутоа ги има насекаде апсолутно. Лично за нас тие не представуваат толкова опасности, може да не кажат, не може да се размножат кај нас, така да се населат на нашите тела. Нашата температура е малце пониска од таа што тие ја преферираат, меѓутоа и како може да ни испокасаат и да предизвикаат за оние кои што се малку поосетливи алергиски дерматитиси. Истото го предизвикуваат и кај животните, со тоа што кај нив па може да пренесат и тени, значи тие со своите јајца може да пренесат и внатрешни паразити кај нив. Инаку најчестите симптоми кои што ги забележуваат собствениците се црвенила, крастички по организмот. Во најголем број случаи се предизвикани токму од болвите, затоа што баш предизвикуваат многу големо чешање, непријатно е. Мене ми се има случајно да ме искасаат болви, баш е лесно да се забележи дека се болви, многу црвени точкички на одредена регија од кожата и ужасно многу чеша, ужасно многу чеша. Може да пренесат и некои заболувања, да, например кај мачињата ја пренесуваат позната како cat scratch disease,
која што потоа преку својата плунка мачките може да ја пренесат, нели ако не поткачат, не гризнат. Тоа е повторно бактериско заболување кое што потоа треба кај луѓето да се третира, така да не се толку безопасни, иако се малецки, апсолутно може да пренесат многу работи. Колку Искра е важна исхраната во поглед на одбивањето на овие паразити? Имало храна која што ги одбива, така? Кај нас не се застапени баш многу тие храни кои што ги одбиваат, има суплементи кои што може да се внесат орално, обогатени со одредени етерични масла, кокосово масло, еукалиптус и некои кои што ги одбиваат, исто како нели што велат босилек за комарци или розмарин. Меѓутоа најдобрата заштита за жал е таа што е најака. Да, се работи за хемиски препарати, меѓутоа истестирани години наназад, кои што апсолутно носат повеќе придобивки отколку негативности. Сега важно е секој собственик да го одреди, да процени што е најдобро за своето милениче во консултација со својот ветеринар. Како што се зголемуваат температурите, многу нагло се зголемија, треба ли нешто да внимаваме во исхраната кај миленичињата? Дали да ја промениме на некој начин? Промена нема потреба, доколку миленикот си ја конзумира и нема никакви ефекти лоши од неа, дали гастроинтестинални или било какви. Со тоа што, како што се зголемуваат температурите, така и на организмите им треба помала енергија да се греат, да не се секираат собствениците ако се намали конзумирањето на храна минимално, нели ако прекине да јаде миленикот, тога секогаш алармантно. Меѓутоа, промена во однос на храната, зимска, летна храна, не би препорачала, значи најубаво е милениците да се јадат константно храна која што им е потребна, со тоа што ќе се намали количината која што сами ќе ја внесуваат, бидејќи едноставно не им треба веќе толку енергија за овој период. Сега, кога имаме ваков прелаз на сезони, убаво е да се додадат некои витамини, мултивитамини, исто како кај нас, да се појачи организмот на миленикот. А конкретно промена на храната нема некоја голема потреба тоа. Искрено би сакала да завршам со минатиот пат кога ми гостуваше, зборувавме, есен беше, за отровни растенија, плодови кои што може да ги најдат, тогаш беше најактуелно дивиот костен. Да. Сега може би го нема, но на кои други растенија или плодови треба да внимаваме напред? Сега цветат повеќето од цвеќињата, значи меѓу нив едно од оние кои што може би знаат, може би не знаат собствениците, и лалето е токсично, така да сите оние кои што сакаат да се го разубават домот со било какви цвеќиња, од предострожност нека бидат на места кои што се тешко достапни за милениците. Значи, токсично е ако го изеде. А од мирисот само не може ништо да му се случи. Па така? не, има сезонски алергии од поленот на цвеќињата, доколку дојде нели во контакт со носот, има и кај кучињата и кај мачињата апсолутно сезонски ги велиме на полен, на одреден полен од некои растенија. Меѓутоа најголем проблем е доколку го внесат во организмот. Сега некои од овие цветови на растенијата предизвикуваат некои симптоми како повраќање, гадење, кои што се минливи и може да се третираат, меѓутоа многу е тешко да се разграничи и да ги наброиме, луѓето нема точно да запамтат, така да секогаш велам доколку сте љубители на цвеќиња, растенија, нека бидат на места кои што се помалку достапни, или точно консултирајте се. Се работи за тоа и тоа растение, може, не може, да бидеме сигурни. А уште повеќе треба да внимаваат. Апсолутно да. И оние кои што имаат мачиња, значи мачките се малку по-спретни да се качуваат било каде, кучињата се најчесто нели подоле до земјата, така да потешко им се достапни овие работи, ама мора да се внимава дефинитивно. Да, доколку не им ги пренесовме сите информации, во секој случај кога веќе имаш миленик, мора да се информираш, така? Апсолутно апелирам, јас секогаш апелирам на тоа, значи не можеме да чуваме миленик ако не сме одговорен собственик. Се друго пропаѓа апсолутно во вода, значи полека се трудиме да го достигнеме некое ниво кај нас. Јас мислам дека одиме напред кон тоа, сите да станат одговорни собственици на миленици. Оние кои што не можат поради било која причина, секогаш потенцирам чувањето на миленик е луксус, собствен избор и луксус. Подобро е да го немате отколку лошо да го чувате, и пак ќе кажам да биде тоа не дај Боже извор на зараза за околината или па да страда во најлош случај. Искрено многу ти благодарам. Благодарам на поканата. Твоето гостување, на сите овие корисни информации што секогаш се надам дека ги се даваш. корисни. И тоа како, да знае.